На Државниот универзитет во Тетово знаеле дека се фалсификуваат дипломи. Информациите ги прибирале речиси 1 година, а потоа случајот и го препуштиле на полицијата. Тврдат дека осумничениот фалсификатор не е вработен кај нив, а на надлежните им оставаат да ја истражат евентуалната вмешаност на други лица во криминалот. Државниот универзитет во Тетово успеа да го детектира фалсификувањето на дипломите, односно уверенијата за дипломи, со фалсификувани ознаки на Факултетот за медицински науки, кои воглавно носат имиња на италијански државјани. Како почеток од наша страна беа превземани конкретни мерки за откривање на генезата на овој флагрантен фалсификат, со следење на ситуацијата на теренот скоро цела 1 година и по разгледување на сите индикации и собирање на потребните докази, беа известените органи за внатрешни работи, секторот во Тетово, кој го истражиле случајот понатаму и вчера го ухапсиле осомниченото лице, кој во неговата куќа воспоставил една работилница за извршување на ова кривично дело. За сега не постојат индиции дека во фалсификувањето дипломи е вмешан некој од Тетовскиот универзитет, информираат од полицијата. Македонското МВР побарало од италијанските власти да ги проверат нивните државјани кои си нарачале фалсификувана диплома. Се утврдува и евентуалната вмешаност на други лица. По избивањето на овој скандал, од Министерството за образование најавија засилени вонредни контроли на универзитетите. Јас очекувам дека за овој случај набрзо ќе има комплетно расветлување, а паралелно се вршат проверки во соработка со сите надлежни институции дали имало фалсификување на дипломи и претходно или по други основи или биле на друго место употребени. Ве уверувам дека Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за образование и наука ќе продолжи истрагата. Во оваа фаза не би можел да предпоставувам дали имало или немало. Вие знаете дека во изминатите неколку години имаше на 2 места, односно на Педагошкиот факултет во Скопје беа констатирани пред неколку години фалсификат дипломи за определени ученици, односно студенти, а исто се имаше случајно и со Средното музичко училиште во Тетово. Сакам да кажам дека во овој дел ќе продолжи истрагата, меѓутоа во оваа фаза не можам да бидам конкретен дали ќе има и дали предпоставуваме дека има. Тоа од кога ќе истрагата ќе го докаже. Меѓутоа бидете уверени дека благовремено ќе бидете известени, а и ние заедно со надлежните институции, пред се со МВР, ќе продолжиме ова да го расчистуваме. Ние имаме редовни контроли на овие процеси и дел од овие состојби се констатираат и при редовните, а вонредни секако дека има и ќе има, а посебно во услови кога ќе се констатираат такви состојби, бидете уверени дека ќе се продолжат интензивно контроли по сите основи. Полицијата пред 3 дена приведе 30 годишен жител на Тетовско селце, на кој му беше определена мерка притвор од 30 дена. Во неговиот дом била откриена работилница за фалсификување дипломи од медицинскиот факултет. Клиентите најчесто биле државјани на Италија. Фалсификаторот успеал на нотар да завери 6 дипломи, а останали уште 16, но нотарот веќе се посомневал. Неофицијално се дознава дека оние што сакале да станат доктори со фалсификувана диплома, биле подготвени за неа да платат и до 25.000 евра.